Техничката влада се изнедри од договорот за надминување на политичката криза во земјава во 2015 година. Како формат на владење, пржинскиот процес или пржинскиот договор беше замислен да ја ублажи тоталната заробеност на државата, на системот, за да се обезбедат барем минимални услови за слободни, фер и демократски избори. Во таа смисла, тој формат на владење предвидуваше опозицијата да заземе неколку клучни ресори кои претходно во услови на заробена држава беа злоупотребени токму за изборен инженеринг. Така, например, во Министерството за внатрешни работи, кое порано беше попознато како МВР, според зборовите на самата еднодеценијска министерка, беше назначен човек од опозицијата во тоа време. Исто така беа назначени луѓе во системот, во владата, кои беа тука за да можат да ја спречат големата злоупотреба која беше регистрирана и од меѓународните и од домашните експерти и монитори дека се врши во текот на таа една деценија од режимот. Така и социјалната помош, и пензиите, и услугите во јавното здравство, и субвенциите, и платите, и вработувањата, и отпуштањата беа соодветни на тоа кој е подобен, а кој не е подобен во тоа време. На работа сме си сите ние кај нас, šta пијаме. Мислам, имаме два штаба. Еден штаб кај мене на Спрат, кој е месен комитет на ВМРО центар, се има кај нас, а другиот ни е доле у Сава, кај што доаѓаат амбасадориве, опсе, ово и оно, и ја повремено таму улетувам, да видат амбасадориве дека све е окей. После си се качувам кај мене на Спрат и си работиме партиски работи. Да. Така сме ние организирани. Да, опасно. Ако сакаш, дојди ни у контрола да видиш како работи кол-центарот. 3 години подоцна, по 3 успешни изборни процеси, барем така оценети од домашните и меѓународните наблюдувачи, имаме нова техничка влада. Опозицијата како одвај да дочека да се добере до некоја позиција во власта, во владата и во институциите. Не за да го контролира процесот, не за да обезбеди барем минимални, ако не и максимални услови за слободни, фери демократски избори, туку за да спроведува партиска пропаганда од позиција на власт со злоупотреба на државните, на јавните ресурси. Звучи познато, зарем не? Кај ви е началникот? Тука е. Дај да го видам. Овде? Да. Добар ден. Како сте? Добри. Како по подрачникот? Добро. Се работи? Се работи. Плачат земјоделци или нешто? Зашто? Па викаат некако односот у подрачнава од високо, од голем. Вака шупање. Снимањето јас го нарачав, тој ми е човек со мене. Ова се службени простори, јас сум дополнителен заменик министер, сакам да ја видам. Другите на работа се сите? Да, на работа сме се До колку сте денес? Ова е држава, некој треба да работи. Може ли да не предлог? само да оде гол популизам. Може ли да Ти предлог? ловеш на матно, пријателе. Не. Изборите ќе победат и 12 април. Треба да си реален човек. Тоа сакам да ти го Не го кажам. лажи народо. Може да ти кажам. Како го заштити кога не одеше Татунов. Па не може во тебе. Кажи Томи Мит кога беше за откупот. Дали беше директор на инспекторатот? Може ли пред Дали медиумите ти земаа кажам нешто? тутун, дали Началник. земаа тутун во конче Чекај, без бе. гаранција за откуп. Абе, гласот ќе ти се фати, чекај ма Не да ти можам. дам еден предлог. Ти, пријателе, Ако си си мислиш дека си, наставам. ако мислиш дека си Чисто е. прав. Все е Ајде, право. поведи Зато- постапка против мене. Ајде, тужи Каква ме. постапка? Тужи ме за клевета, тужи ме. Да Абе, се докажеме на јас суд. не те тужам, бе. Абе, Јас те ева- гледам во очите, дојдов те гледам. Абе, ако- Немам потреба да те тужам, бе. Значи не си ми... Како бе Значи, речник бе, пријател, така ли ви учат во СДС? На Б. Јас Јас сум во за тебе СДС. министер. Јас, Јас сум пријателе, за тебе министер. јас сум за тебе градоначалник. И јас ти се обраќам со градоначалник. Ти како ми се обраќаш мене? Ти, Како? ти не си Не за сум- селски пољак, не за министар. Вие сте злобни луѓе. Нека гледа, тоа ќе Не не сум за гледа. селски пољак, Ако не за министар. благодарам на комплиментот, нека Супер, гледаат снимајте. граѓаните кој ме градоначалник во Вие, Конча. со вашата злоба, Ти благодарам не градоначалник. можете да Фалата, постигнете. еве ви пружам рака. Не ви пружам А, рака. така, добро. Не ви пружам Еве ги, рака. ки имам јас документи, Не, не, земи се, чувај се. Фала ви на пречекот. Така, Убав ден. убав Може да ден. си продолжиме сега Да ние? кажеш,
продолжите, само едно барање од мене. Не ги лажи луѓето. Водете реална политика у ВМРО. Ќе дојдете кога ќе треба да дојдете. Со фарховисти, како што сте лоши луѓе, нема да дојдете на власт. Неполн месец ВМРО ДПМН има своји кадри во владата задолжена за организирање на изборите. Со своето досегашно однесување, тие не покажаа ништо, освен дека се кадри на Никола Груевски, кои работат против интересите на државата. Последен доказ за тоа е и барањето на техничкиот министер за внатрешни работи Наќа Чулев во својот кабинет да го смести советникот на Ѓорги Иванов, Синиша Алексовски. Алексовски со години беше десна рака на Иванов. Низ сведочења за процесот за 27 април, јавноста можеше да слушне и за неговата улога во организацијата на настаните од крвавиот четврток. Техничката министерка за труд и социјална политика, Рашела Мизрахи, уште од првиот ден ги навреди жените. После влезе во расправија со медиуми и јавно му кажуваше на новинар како и зашто треба да известува. Незиниот тим видовме дека е составен од лица кои се креатори на проектот Скопје 2014, како и лица кои што биле дел од кабинетот на Диме Спасов. Со други зборови, ништо ново. Дополнителниот заменик министер пак за земјоделство, водостопанство и шумарство Цветан Трипуновски на дело и многу директно ни покажа што значи враќање на режимот. Наместо да се грижи за земјоделците, тој исто како Груевски упадна во простории на негови вработени, јавно ги снимаше и вршеше политички притисоци. Трипуновски, освен тоа што има кривична пријава за проневера од 117.000 евра, е познат и по тоа што организираше партиски протести, каде што функционери и членови на ВМРО ДПМН глумеа дека се земјоделци. Дополнителната заменичка министерка за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска во својот тим исто така има ангажирано лица блиски до Никола Груевски и Ѓорги Иванов, како и блиски соработници на поранешниот министер Зоран Ставревски, кој што остави длабоки штети врз македонската економија. И таму не гледаме ништо ново. Невенка Стаменковска-Стојковски, која што дополнителна заменичка министерка за информатичко општество и администрација, е самата директно кадар на Никола Груевски. Таа беше во првите редови пред судовите, кога се одвиваа судските процеси против криминалот на Никола Груевски и високи функционери на ВМРО ДПМН. Цел месец кадрите на ВМРО ДПМН се во владата и не понудија ништо конкретно. Ниту една мерка, ниту една препорака за тоа како евентуално институциите да функционираат подобро. И тоа е добро. Тоа значи дека институциите функционираат согласно законите. Единствено што гледаме се неуспешни обиди за блокади и обиди да се обнови режимот. Најверојатно тоа се и насоките кои што ги добиваат од Будимпешта. Сите членови на Државната изборна комисија, на чело со председателот Оливер Дерковски, кој на претходните избори беше предложен од опозицијската ВМРО ДПМН, едногласно го отфрлија барањето на техничкиот министер за внатрешни работи Наќа Чулев, во кое тој бараше членовите на највисокото изборно тело во државата да одлучат за назначување на Ристо Ставрески за шеф на СВР Скопје, според членот 46 од Законот за влада. Констатирам дека е усвоен заклучокот со предложениот текст на одлуката, дека Државната изборна комисија утврди дека решението за именување на раководна позиција од 10.1.2020 година не представува акт или документ кој се однесува на правни, финансиски и кадровски прашања обврзани со организација на изборите од член 46 став 3 од Законот за влада на Република Северна Македонија. Одлуката на Државната изборна комисија е конечна. Времето на партиски штабови во ова министерство е минато. Исто како што е минато и времето кога полицијата тепеше студенти, правеше упади во невладени организации и апсеше новинари. Секој еден што ќе се обиде да ги повтори старите методи со едно ливче нека снема или добро познатото фаќање на уши, жестоко ќе се соочи со законот. Во интерес на граѓаните сум подготвена на соработка, но исто така во нивен интерес
Сум подготвена на решително спротивставување на секој обид за создавање на паралелни структури и рушење на принципот на хиерархија и погазување на законите. Во периодот кој предстои, политичките партии се добродојдени да ги представат своите политички платформи и нивните кандидати, а граѓаните не смеат да бидат жртви на обструкции, блокади или притисоци. Нашето одговорно однесување ќе биде најдобриот мотив граѓаните да учествуваат во демократскиот изборен процес и заедно да придонесеме за зголемување на довербата во непречено функционирање на системот. За кривичната пријава секако дека останувам на ставот и штом таа биде подготвена и поднесена, ќе ве информирам благовремено. Во однос на Ристе, началникот на СВР Скопје, Државната комисија, изборна комисија по барање на техничкиот министер се прогласи. Тука треба да се има во предвид дека во 2016 година имаше слични вакви ситуации на несогласување меѓу тогашниот министер и тогашниот дополнителен, кои што во различни судски постапки завршија различно. Останувам на принципиалниот став дека лице, не е битно кое, вмешано или на било каков начин што во минатото учествувало во вршење притисоци во изборни циклуси, не треба да биде на една од челните позиции, но на крајот од денот секој носи политичка одговорност за кадрите кои ги предлагаме. Обидите за реинсталација или враќање на МВР-ВМРО нема да успеат, СДСМ заедно со граѓаните тоа нема да го дозволи. Наместо да се посветат на обезбедувањето услови за фер и демократски избори, што треба да е клучна нивна заложба во преодната влада, партиските министри на ВМРО-ДПМН секој ден продуцираат скандали и се обидуваат да инсталираат кадри од режимот на Груевски. Министерот за внатрешни работи во преодната влада, Наке Чулев, за прв човек на СВР Скопје го предложи Ристе Ставрески. Јавноста го памети Ристе Ставрески од политичките бомби, како со Гордана Јанкуловска разговара за изборни измами во предизборен период, како тогашен нејзин советник во кабинетот. Ставрески е инволвиран и во случајот Титаник. Нарочиштата за овој процес, меѓу доказите, биле и СМС пораките и преписките на Ставрески и Јанкуловска, од кои се гледа како се подготвувале списоци за предизборни партиски вработувања, но и притисоци кон политичките неистомисленици. Освен што бил советник на Јанкуловска, Ставрески беше сведок на одбраната на Груевски во случајот на СЈО Тенк, каде Груевски беше правосилно осуден на затворска казна. Човек кој бил десна рака на Јанкуловска, а потоа го бранил криминалот на Груевски, не може да раководи со СВР Скопје, еден од најважните сегменти на МВР. Почитувани, ваквите предлози уште еднаш потврдуваат дека Наке Чулев и Христијан Мицковски се уште се во матрицата на ВМРО-МВР, матрица на партизирана и злоупотребена полиција. Одземањето на службените возила на обезбедувањето на премиерот покажува дека за Чулев најважни се колите, но не и безбедноста. Освен одбраната на криминалот, Мицковски и ВМРО-ДПМН нудат обнова на режимот, обнова на злоупотреба на институциите во партиски цели, обнова на репресија и заплашување на граѓаните. Професорката Мирјана Најчевска вели дека пред избори нема потреба да се формира техничка влада, бидејќи така се добива впечаток дека институциите не работат како што треба и оваа ситуација се користи за промовирање на партиите пред официјалниот почеток на предизборната кампања. Лично мислам дека е многу погрешно. Прво, погрешно е што воопшто во некој закон, макар и во законот за влада, што влезе воопшто создавањето на посебна техничка влада пред избори, заради тоа што тоа лошо зборува за државата. Тоа лошо зборува за институциите на државата. Тоа значи дека државата нема демократски капацитет со институциите кои што веќе постојат, со заштитните механизми кои што би требало да бидат изградени и за кои што тврдиме дека се на такво ниво за да можеме да бараме отварање на процесот за влез во Европска Унија. Значи, не може во таква ситуација да се бара постоење на некоја посебна структура која што би требало да ги заштити граѓаните
од нефер и недемократски избори. Значи се претпоставува дека доколку функционираат соодветно институциите, доколку функционираат заштитните механизми и слично, дека граѓаните можат да рачунаат дека ќе има фер и демократски избори, дека можат да побараат и знаат да побараат соодветна заштита и дека таа заштита ќе ја добијат на институционално ниво. Така што ова е некаков заостаток кој што изгледа им одговара на политичките партии, бидејќи им овозможува да влезат во предизборни активности и во некој политички маркетинг многу пред навистина да бидат распишани изборите и пред да им се даде таа можност и официјално според изборниот законник. Аналитичарот Џевдет Хајредини истакна дека техничките министри на опозицијата, наместо да се посветат на спроведување на фер и демократски избори, тие уште од првиот ден се фокусирани да ги исполнуваат партиските задачи. По првите знаци од нивното однесување со преземање на должноста зборува за нешто што се случува крајно чудно, несватливо и без преседан. Ова затоа што памтиме која е интенцијата, целите и задачите и делокругот на овие така наречени технички влади за да функционираат претходните 100 дена од денот на изборите. Ние искуството што го имаме веќе, ова е втора, вакво однесување кога беше ситуацијата обратно, на власт беа од ВМРО, а се вклучија министри и заменици министри од СДСМ, вакви појави што ги имаме сега, сме сведоци од првиот ден, немаше. Што значи дека однапред може да се открие намерата нивна, дека не им е тоа цел да обезбедат фер и демократски избори, да нема злоупотреби на изборниот процес, тоа е целта. Меѓутоа, министри, заменици, првиот ден кога влегуваат во канцелариите, веднаш да пред јавноста се појават со информации дека откриват голем криминал и така натаму, тоа е крајно несватливо. Значи, ним од првиот ден им е да почне предизборната кампања во корист на неговата на партијата што ја представуваат. Вниманието на јавноста да се сврти околу криминалите. Овие од десетен во тоа време дојдоа откако цел свет и цела Европа се изначуди зошто Македонија дојде до пршина. Поради откриен масовен криминал. Тогај министрите и замениците на СДСМ не излегува од првиот ден со такви откритија, што беа и познати и снимките, и тајното снимање и така натаму. Сега овие, за да се прикријат тие криминали, да јавноста ги заборави тие случувања што драматични, што беше принудена Европа, Америка да го реши проблемот на Македонија, сега сакат овие министри и овие заменици министри со тие своји службеници. Што сакам да кажам? Се однесуваат како да и досега тие имале инсталирани информатори во министерствата, ВМРО, па тие само снимале и од првиот ден одмак ги презентирале на овие министрите на ВМРО. Значи, луѓе однапред во ВМРО, од порано што ова можност јас и не ја исклучувам. Затоа што се знаат забелешките кон ова влада на Заев дека не изврши никакво чистење на државната администрација од потенцијалните противници на новата влада. И ова го прават премногу наивно овие. Не работат тоа што им е работа, да си продолжат. Тие им дошле со конкретни задачи, јавноста да ја бомбардират со наводни, спектакуларни, негативни однесувања на
претходната влада. Па претходната влада не можела да се однесува така, имајќи го подвид што граѓаните на Македонија доживеа како никоја друга држава во светот, а да не збориме за Европа, во која дојде Македонија. Така да мислам дека на крај ќе испадне дека ќе се компрометираат и веќе се компрометира. Нивната улога е компрометирана. Не треба да се очекува од нив државата никаква помош, дека тие ќе придонесат, не им е намерата за тоа, за објективни и фер и демократски избор. Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи уште од првиот ден започна со партиските задачи и обструкции. Заменик министерката за труд и социјална политика Санела Шкријел постојано ја демантира и ја повикува да ги проучува законите. Министерката Мизрахи за шеф на својот кабинет ја назначи Марија Апостолова, поранешната советничка на Никола Груевски. Мизрахи му издаде решение за работа и на возачот на поранешниот министер Диме Спасов, кој стана познат по тоа што сам се пријави дека учествувал во бркотницата и сообраќајката со лица од Серава. Шефот на кабинет Марија, која што беше истакната во текстот, е споменувана како лице кое што доаѓа од одредено портфолио. Ке ве молам, па ние сме тука и родени и одраснати, сме работеле со секакви луѓе, ние сме пријатели со секакви луѓе, пиеме кафе со секакви луѓе секој ден. Не би требало да се делиме зависно од тоа од кој кабинет излегува. На крајот на криштата професионалноста е секогаш на прво место. Се работи за личност која што завршила со просек 10.00 и верувам дека и вие би посакале да имате барем 10 такви во вашата организација. Ја повикувам на конструктивност и на соработка техничката министерка Рашела Мизрахи да работиме заедно во интерес на граѓаните до 12 април и да не дозволиме се она што е започнато и значи позитивен реформски процес да застане. Повторувам, граѓаните секогаш ќе ни бидат на прво место, особено најранливите од нашето општество со кои што директно работи Министерството за труд и социјална политика и нема да дозволиме, се надевам заеднички, да бидат изложени на било какви притисоци и злоупотреби во овој период. И граѓаните сметаат дека техничките министри ги исполнуваат партиските задачи и насоки. Уште се ориентирани на своите партиски задачи, резултати на граѓаните. Никогаш не сме биле задоволни, ни за технички, ни со ова што било. Во моментот народот, младината бега надвор, пари нема, работа нема. Не се гледа на добро. Министерката за правда Рената Десковска за Цивил медија вели дека во политичкиот систем како ќе функционираат институциите многу зависи од тоа кој седи во тие институции. Може да имате кохабитација, председателот на државата да е дел од една партија, а председателот на парламентот да е од друга и тоа да функционира. Ако имате политичка култура и желба да се почитуваат законите. Но исто така може да имате ситуација во која што ќе ви се блокира системот. Ние сега сме сведоци на едно недолично однесување на одредени колеги кои седат во владата, кои се представници на опозицијата и не сакаат да ги почитуваат основните законски правила кои регулираат како треба да се одвива една техничка влада. Например, ако се знае дека за одредени прашања потребен е потпис од заменик министерот, каде што е недозволиво без да се води таа постапка, без да се добие тој потпис, таа согласност да се носат решенија. Ние сме сведоци во повеќе наврати, едно по друго, да се поништуваат решенија на Министерката за труд и социјална политика. Недозволиво е таа сама да постапува со незаконско действие и тоа да и се укаже. На што личи тоа? Прво, кој стигнал се пушта до центрите за социјални работи? Кога министерката денеска става незаконски едно лице, владата утре го поништува тоа решение и со сето ова се праќа лоша порака. За жал, кај ВМРО ДПМН уште не е созреано сваќањето за демократски обврски. Немаат демократски капацитет за да пристапат. Техничката влада е демократски инструмент што треба да овозможи поделба на ингеренции со цел заеднички да се гарантира регуларност на изборниот процес. За жал, наместо тоа, по однесувањето на нивните министри ние гледаме обид на некој начин да се злоупотребат позициите кои што ги добиле за работи кои се надвор од мандатот на техничката влада, вели Десковска. И така, техничката влада од системско решение за обезбедување слободни избори се претвори во ризик за слободата, ризик по одржувањето слободни, фер и демократски избори. Нека ни е со среќа.